Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 75 минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. Државната изборна комисија ги објави конечните резултати од вториот круг. Приговори има за Брвеница, Карпош и Шуто-Оризари. Тоа навистина беше мизерно, што има да се извинува. Вице-премиерот Александар Николовски не подлегнува на провокации. За сега нема реконструкција на владата, а вреди нема да добие министер плюс. Мицковски ќе се фокусира на реформите во судството и во обвинителството, како и на партискиот конгрес. Остануваме посветени на европскиот пат. Ќе ги адресираме сите области каде што е забележан застој, рече премиерот Мицковски. Ако ги направиме уставните измени, ќе ни пишат петка и после пак ќе добиеме вето. Премиерот иронично го коментираше извештајот на Европската комисија. Луѓе, свестете се, изгинавме во сообраќајки. МВР апелира до граѓаните да ги сменат сообраќајните навики. Стефчо Јакимовски не подпишува документи за да ја заштити урбаната мафија. Со ревизија ќе се откријат сите криминали, му порача ВМРО ДПМН. А емисијата ќе започнеме со оваа вест. Тетовската јавност е потресена по откритието на безживотно тело на млада девојка пронајдено меѓу зградите кај Зелениот пазар спроти Центарот за социјални работи. Случајот веднаш предизвика бројни реакции, но обвинителството излезе со првични информации кои внесоа малку мир во јавноста. Од основното јавно обвинителство во Тетово велат дека според досегашните сознанија смртта не е резултат на кривично дело. Дежурен јавен обвинител изврши увид на местото каде што беше пронајдена девојката, како и во станот што таа го изнајмуваше. Се преземаат сите действија за целосно расветлување на случајот. Детални проверки и вештачења се во тек, но првичните траги не упатуваат на насилна смрт. Наредена е обдукција и ќе се вршат распити на повеќе лица, информираат од обвинителството. Починатата е 25 годишна девојка од Косово која студирала во Тетово. Според полициски извори на Алсат, девојката од Ѓаковица паднала од зграда, а на местото на настанот е пронајдена и дрога. Сладка тајна, сонот ми го зеде една лична Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чал гаджио, направи ме рак на срцево и со песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Звезда не е толку сјајна, ниту китка има убава ко Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори.
песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Лазе мајка што те роди, тебе Ања убава. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните сопственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Председателот на владата Христијан Мицкоски на заедничката пресконференција со амбасадорот на Европската Унија Михалис Рокас се осврна на годишниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија во процесот на пристапување кон Европската Унија. Овој извештај не е оценка за една година или за една влада, туку за континуитетот на реформските процеси, нивото на институционална зрелост и начинот на кој државата одговара на долгорочните европски приоритети, изјави Мицкоски, нагласувајќи дека владата останува 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, но како што рече, представува важна придобивка за карактерот на меѓусебните односи и доказ за нашата посветеност кон европските вредности. Премиерот посочи дека во извештајот не се забележани области со назадување, а во 4 поглавја е констатиран добар напредок. Особено позитивно е оценето поглавието Слободно движење на капитал, каде што е зголемено нивото на подготовка благодарение на приклучувањето кон СЕПА и на спроведувањето на мерките против перење пари и финансирање на тероризам.
Се разбира, извештајот посочува и на предизвици што државата мора да ги адресира со уште посилна динамика. Предизвици постојат во делот на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. Политичката поларизација и недоволната соработка меѓу институциите остануваат пречки што ја забавуваат имплементацијата на реформите. Оваа влада не само што е свесна за тие предизвици, туку веќе работи на нивното надминување. Поставени се нови приоритети за реформа на судството, за зголемување на одговорноста и за воспоставување на јасни критериуми за оценување на судиите и јавните обвинители. Во делот на антикорупцијата, процесот на целосна дигитализација на јавните набавки и на транспарентноста на буџетските расходи ќе продолжи во 2026 година. Во однос на јавната администрација, владата е решена да го прекине долгогодишниот модел на партизација и да воспостави систем во кој компетенцијата и професионалноста ќе бидат единствените критериуми за напредување. Паралелно продолжуваат и активностите за подобрување на условите во затворите, за унапредување на човековите права и за социјална интеграција на ранливите категории, наведе премиерот. Тој повтори дека оваа влада останува целосно посветена на европскиот пат и на реформите кои ја прават државата посилна, пофункционална и поправедна. Ќе ги адресираме сите области каде што е забележан застој, со конкретни мерки, јасни рокови и отчетност. Нашата цел е полноправно членство во рамките на Европската унија, рече премиерот Мицкоски. Евроамбасадорот Михалис Рокас пак на заедничката пресконференција со Мицкоски порача дека Македонија има силна основа за продолжување на евроинтегративниот процес, но дека е време таа основа да се награди со нов импулс, единство и решителност. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Изгубив цел век. Твоите очи, Магде, црни челешови. Очи, Магде, црни черешови. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Руса коса имаш, свети како флори. Руса коса имаш, свети како флори. Заврти се, мила Магде, ај залюби мене. Се за
снага имаш, тенка е висока, танка снага имаш, да ја кршам. Заврти се, мило Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Заврти се, мило Магде, ај залюби мене. Се заради тебе, Магде, изгубив цел век. Државната изборна комисија на 155-тата седница ги објави официјалните резултати од вториот круг на локалните избори 2025 за избор на градоначалник во 29 општини и град Скопје, додека за 3 општини Брвеница, Карпош и Шуто Оризари има приговори кои ќе се разгледуваат на јавна седница на ДИК. Председателот на ДИК Борис Кондарко ги објави официјалните резултати од вториот круг на изборите, со што Орце Ѓорѓиевски е избран за градоначалник на град Скопје од коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Општина Аеродром Дејан Митевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Боговиње Фети Абази, коалиција Влен. Општина Валандово Ѓоко Камчев, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Виница Митко Костадиновски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Демир Капија Наталија Димитриева, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Дебар Фесник Нела, коалиција Вреди. Општина Дебарца Златко Силјановски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Дојран Илија Тентов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Долнени Блерим Исљами, коалиција Вреди. Општина Зрновци Ванчо Митев, коалиција Локални избори 2025 СДСМ. Општина Кичево Александар Јовановски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Конче Златко Ристов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Кочани Владко Грозданов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Крушево Нико Чоневски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Куманово Максим Димитриевски, Движење Знам за наша Македонија. Општина Лозово Бошко Цветковски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Македонски Брод Жарко Ристевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Македонска Каменица Сонја Стаменкова, коалиција СДСМ. Општина Могила Драганчо Сабатковски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Неготино Марија Нацева, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Пробиштип Тони Тоневски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Ранковце Даниел Павловски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Росоман Ѓорѓи Крстевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Струга група избирачи Менди Ќура избран градоначалник. Општина Студеничани Ејупа Бази Национална алијанса за интеграција. Општина Тетово Билјалка Сами, коалиција Вреди. Општина Центар Горан Герасимовски, коалиција СДСМ. Општина Чешиново Облешево Јорданче Костадинов, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Општина Чучер Сандево Зоран Бајовски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Ова беа 29 општини во кои се избрани градоначалници, а за кои објавивме конечни резултати за избор на градоначалници во вториот круг на локалните избори, како и за градоначалник на град Скопје, рече Кондарко. Тој соопшти дека до ДИК има поднесено 16 приговори за гласањето за избор на градоначалници во општините Брвеница, Карпош и Шуто Оризари. Во врска со овие приговори, Државната изборна комисија известува јавноста дека ќе постапува на јавна седница во законскиот рок. Тој додаде дека до ДИК има поднесено и 3 приговори за гласањето на избор на членови на Советот во општина Шуто Оризари, каде што имаше прегласување спроведено на 2 ноември 2025 и тоа на 3 избирачки места. Членовите на ДИК донесоа и заклучок општинските изборни комисии во 29 општини и град Скопје, за кои официјално се објавија конечните резултати и тие да ги објават конечните резултати од гласањето во вториот круг на локалните избори.
висока Лилјана ситен силок. Лилјана една на мајка. Учам те, сине, карам те, повикај 300 мајстори, направи чешма шарена, наврати вода студена, сите селани ќе дојдат и Лилјанини другачки, сите калешне вести. Белкин Лилјана ќе дојде. Послушал Стојан мајка си, повикал 300 мајстори, направил чешма шарена, навратил вода студена, сите селани дојдоа и Лилјанини другачки, сите калешне вести. Кучка Лилјана не дојде. И минатата и оваа година разговаравме за инженерски, а не за политички проблеми на проектот. Она што вие и вашите колеги сакавте да го направите политички проблем, за среќа не успеавте и затоа сме тука денес. Мислам дека доволно одговорив. Вака му возврати вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на репортер од бугарската агенција БГНЕС, кој со провокативно прашање проба да го потсети на неговата ланска изјава на ТВ Алфа, каде што наводно, како што пишуваат бугарските медиуми, ги нарекол бугарите нецивилизирани и бедни. На дополнителното прашање дали ќе се извините за оваа изјава, Николовски го сврте грбот. Што изјави Николовски минатата година во септември на ТВ Алфа за Бугарија. Неговата изјава беше во контекст на скандалот на средбата меѓу председателите на двете земји во Софија од 13 септември, кога недостасуваше македонското знаме. Неколку дена подоцна Николовски за ТВ Алфа изјави дека Бугарија се покажала како нецивилизиран домаќин. Минимум пристојност е да ставите знаме на државата од која што доаѓа председателот. И минимум човек треба да е нормален за тоа да го сработи. Најмалку треба да се очекува од председател на држава да оди таму и да гледа каде има, а каде нема знамиња. Тоа не е работа на председателката, туку на домаќинот да покаже пристојност. Ама затоа што домаќинот очигледно ниту е цивилизиран, ниту е пристоен, ниту има каква било почет, затоа е работава ваква каква што е. Помизерни од нив се само нашиве домашни слуги, кои прифатија дека имаме заедничка историја и дека македонскиот јазик е бугарски дијалект, а сега зборуваат за патриотизам. За оваа изјава очекувам да добијам протестна нота од бугарското МНР, изјави тогаш министерот Николовски. Неговата изјава тогаш беше извлечена од контекст, а председателот на партијата ГЕРБ во Бугарија, Бојко Борисов, дури побара оставка од Николовски поради изјавата. Провокацијата пак од репортерот од БГНЕС беше изнесена на потпишување на договор за подготовка
изградба и работа на прекуграничен железнички тунел меѓу двете земји. Во присуство на повеќе представници од ЕУ и американската амбасадорка во Македонија, на граничниот Премин Ѓуешево, македонскиот вице-премиер и неговиот бугарски колега ги договорија обврските за тунелот од Коридор 8, кој треба да ги поврзе двете земји. Проектот за железничко поврзување меѓу Бугарија и Македонија датира во една или друга форма од пред речиси 100 години. Nevesti
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Илија Стоилев, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, е уапсен под сомнение за земање мито во акција што ја водеше обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Под раководство на јавен обвинител, истражители од Истражниот центар и единиците на МВР вршеа претреси на повеќе локации низ земјава поради основано сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа. Во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој беа влезени тимови на управата за финансиска полиција, екипи на МВР како и истражители. Неофицијално се работи за акција по пријава за земено мито од страна на директорот Стоилев од апликант за да му се додели договор за финансиска поддршка преку програмата ИПАРТ. Барањето за мито апликантот го пријавил во МВР, пошто му биле дадени обележани банкноти, со чија помош директорот е фатен ин флагранте при земањето на митото. Апликантот кој го пријавил случајот и учествувал во фаќањето на корумпираниот функционер е поранешен министер во владата на ВМРО ДПМН. Илија Стоилев, роден 1967 година во Свети Николе, е именуван на функцијата директор на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во јули 2024 година.
Erebica. Ajde koga zvon zvoruva, bile bere kako lastavica, bile bere kako lastavica. Ако ги направиме уставните измени, ќе бидеме најдобри. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, па затоа ќе добиеме ново вето и нови проблеми. Вака со доза на иронија, председателот на владата Христијан Мицкоски го коментираше делот од извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава за 2025 година, во кој се вели дека Македонија не направила обид за усвојување на уставните измени. Мицкоски не се согласува и со оценките дека други земји од регионот се пред Македонија на патот кон ЕУ. Тој тврди дека земјава е многу понапред од Албанија во 8 области. Кога ќе се анализира состојбата и подготвеноста на државите, објективната оценка е дека Црна Гора е прва, на второ место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово. Но треба да работиме и ќе работиме. Јас апсолутно сум фокусиран на реформите. Оваа влада е реформска и ме охрабруваат пораките за реформите во делот на економијата, борбата против перењето пари, воведувањето заеднички платежен систем, царина, roaming free. Тоа ќе биде имплементирано, така што има многу работи кои треба да се пофалат и тоа ме охрабрува, изјави Мицкоски. Stojan, lele na visok.
Во моментов одстранети од работа од јавните предпријатија се вкупно 371 лице, кои што или не оделе на работа или пак вршеле злоупотреба на своето работно место, а сето тоа го плаќале граѓаните. Тие активности ќе продолжат и во наредните денови и за сето тоа ќе бидете дополнително информирани, изјави градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски. Има една информација која стигна до мене, а подкрепена со документи, и ги повикувам надлежните институции да постапуваат, а тоа е дека биле ангажирани возила изминатиот период за чистење во комунална хигиена, и тие возила се плаќани на име на физички лица, на име на интелектуални услуги во износ од 5 до 10.000 евра, така што повикувам да се вклучат институциите надлежни за ова и да ја испитат работата. Јас најавив дека ќе има одговорност и ревизија и еве ве информирам дека имаме сериозни индиции за прекршување на законите, особено во комунална хигиена, рече Ѓорѓиевски. Не си го продавај коло чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Не си го продавај коло чифликот, мама не ме дава коло за тебе. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Колку ти чини коло трлото, толку ми чини коло грлото. Колку ти чини коло трлото, толку ми чини коло грлото. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Доме ја не одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не се одиш да спиеш. Македонија.
Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Твојта
Поради преголемиот број сообраќајни несреќи и жртви во сообраќајот, Министерството за внатрешни работи упати апел до сите граѓани да ја зголемат свеста и одговорноста во сообраќајот и најавуваат строги контроли и казни во иднина. На возачите им порачуваат да не пијат кога возат, да не користат мобилен телефон додека управуваат возила, да не возат пребрзо, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Во првите 4 дена од месец ноември во сообраќајни несреќи на територија на државата, животот го загубија 6 лица. Од почетокот на оваа година, заклучно со октомври, регистрирани се 115 жртви. Во текот на минатата година регистрирани се 142 жртви во сообраќајни несреќи. Тоа не се само бројки, тоа се нечии син, нечија мајка, сопруг, дете. Нечии деца остануваат без родители и обратно, родители остануваат без своите деца. Овој без дилема поразителен биланс не е производ на природни катастрофи или воени конфликти, туку резултат на нашата култура, менталитет и однесување во сообраќајот. Не смееме да дозволиме сообраќајот од секојдневна неопходност да прерасне во нужно зло на современото живење. Статистиката покажува дека најчестите причинители кои доведуваат до сообраќајни несреќи со фатални последици се пред се непочитувањето на сообраќајните правила, односно користењето на мобилен телефон при возење, возењето со брзина поголема од дозволената, возењето под дејство на алкохол и така натаму. Апелираме до граѓаните, оставете го мобилниот телефон додека управувате со возилото, не возете со брзина поголема од дозволената, не седнувајте зад воланот доколку сте конзумирале алкохол. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи, не го ставајте во ризик вашиот и животот на вашите најмили, како и на останатите учесници во сообраќајот. Апелираме до родителите, не им дозволувајте на вашите деца да управуваат било какво превозно средство без соодветна обука и дозвола. Сообраќајната култура мора да им се вгради в гнезди на децата уште од најмала возраст, а тука големо влијание имаат родителите и целокупниот воспитно-образовен процес. Затоа уште еднаш со најголема одговорност апелираме до сите учесници во сообраќајот, бидете совесни, внимателни и дисциплинирани, велат од МВР. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Што има се ти подари, света младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, света младост си ја изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми.
Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Сите зборој верувај ми, мени ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Стефчо Јакимовски е очаен и во паника поради најавената ревизија во Карпош која ќе го разобличи неговото работење и злоупотребите, соопштија од ВМРО ДПМН. Стефчо Јакимовски, наместо да покаже политичка култура и да честита на изборниот победник, се обидува да го минимизира поразот и да бара изговори преку создавање алиби за изборните нерегуларности. Јакимовски, наместо да се теши по неуспехот во Карпош, треба да се помири со фактот дека граѓаните го испратија во политичка пензија. Народот избра визија, напредок и работа, соопштија од ВМРО ДПМН. Од што се плаши Јакимовски, прашуваат од партијата. Дали поради тоа што знае дека следи ревизија во Карпош на неговата криминална работа? Дали Јакимовски се плаши дека ќе излезат на виделина сите криминали, тендери во 4 очи и матни сделки за време на неговиот мандат? Јакимовски е свесен за неговите злоупотреби и нерегуларности во работата и токму поради тоа сега е во паника. Јакимовски се плаши од ревизијата што ќе го разобличи неговото работење во општината и се обидува да го пренасочи вниманието кон измислени изборни нерегуларности, се вели во соопштението. Јакимовски додава ВМРО ДПМН е одговорен за бетонизацијата на Карпош, а карпошани го казнија токму заради тоа што Јакимовски работеше за личните интереси и интересите на урбаната мафија наместо за интересите на граѓаните. Новото раководство на Карпош ќе работи посветено во интерес на граѓаните, додава партијата. Карпош ќе се развива преку проекти и работа честно и транспарентно. Карпош на чело со Лукровски ќе биде пример за успешна и модерна општина, соопштија од ВМРО ДПМН.
светан век ги љубам јас. И да љубам и да гледам фајде нема. Душо моја, шегерна, шегерна, ти калеша неверна. Шегерна, шегерна, ти калеша неверна. Танка снага кршам јас, танка снага кршам јас. И да кршам и да гледам фајде нема. Душо моја, шегерна, шегерна, ти калеша неверна. Шегерна, шегерна, ти калеша неверна. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за крај во катчето за најмладите, приказната Птицата најденка од браќата Грим. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Птицата најденка. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло, а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во клунот детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа Птица најденка. Децата многу се засакаа и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде две кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: "Слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода?" "Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам," одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа ја продолжи: "Утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неа ќе ја ставам птицата најденка и ќе ја сварам." Рано изутрината шумарот отиде на лов, а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата најденка: "Ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," се согласи птицата најденка. "Би сакала само нешто да ти кажам," продолжи Ленче. "Старата Солза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода, а таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата најденка и ќе ја сварибе. Но ние, продолжи Ленчето, ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме." Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата,
Обете постери ги најде празни, па таа многу се уплаши и се рече во себе си: што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме. Готвачката испрати по децата тројца момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа тројцата момоци како брзаат. Тогаш Ленчи и рече на птицата Најденка: ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, никога и да е, одговори Најденка. Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неа. Кога тројцата момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неа. Од децата немаше ни трага, ни глас. Не можеме ништо, помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неа ружа. О, глупаци никакви, ги искара готвачката. Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам. Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, Ленчето рече: птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори Најденка. Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неа. Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неа. Што да правиме овде? Да си одиме дома, рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто, па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неа, таа почна пак да ги кара. Будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома? И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа тројцата момоци и готвачката која цупкаше по нив. Птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе. Ни сега, ни кога и да е, одговори птицата Најденка. Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него. Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клунот за глава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.